Може. Добар ден, почитувани медиуми, ми представува чест што денес во рамки на традиционалното одбележување на патронатот на Универзитетот Гоце Делчев, 27 март, денес ги промовираме новите доктори на наука кои во текот на минатата година се докторирани на нашиот универзитет. Живееме во многу динамично општество, верувам дека науката е единствено решение за проблемите со кои што се соочуваме, за развојот на општеството, за подобар и поквалитетен живот на сите, и ми представува навистина огромно задоволство што денес ги промовираме новите доктори кои треба да бидат носители на таа наука, носители на развојот и на тој подобар и поквалитетен живот во иднина. Им посакувам многу успех на колегите, гордо да го носат, да ја носат титулата со која се стекнале и да бидат вистински репрезенти и на универзитетот и на областите во кои што действуваат. И сигурен сум дека имаме многу добри кандидати кои што навистина се гордост за секој универзитет. Колку ќе бидат промовирани денес? Вкупната бројка само вкупно, значи 14 доктори на науки на факултетот за медицински науки во областите базична клиничка и базична медицина, во стоматологија и фармација, вкупно 14, еден на факултетот за туризам и бизнис логистика и еден на факултетот за природни и технички науки. Значи вкупно 16 кандидати ќе бидат промовирани од минатата година. Има ли интереси за понатаму, колку студентите имаат можности и слично? Има интерес за студирање на одредени факултети, дури и не можеме да ги задоволиме потребите, барањата на кандидатите. Многу често кандидатите едноставно немаме доволен број на ментори, бидејќи бројот на менторства е ограничен, немаме доволен број на слободни ментори на голем дел од факултетите. Ние како институција се трудиме и да им овозможиме соодветни услови за истражување, да го поддржиме тоа истражување од сите аспекти, и од ресурсите кои што им се потребни за истражување, па дури и материјално да се обезбедат средства за тие истражувања. Јас навистина сметам дека е многу важно да имаме многу поголем и поквалитетен број на научници кои што ќе ги решават проблемите. Не постои добро решение за ниту еден проблем доколку тоа не е базирано на наука. Директоре, дали во која насока ќе оди развојот на студиските програми на трет циклус на студии на факултети кај што ги нема евентуално нови студиски програми? Студиските програми на трет циклус бараат многу високи критериуми и нивната организација не е едноставна задачка. На одредени факултети немаме доволно ресурси за да ги направиме, да ги реализираме. Меѓутоа, поголем број од факултетите имаат докторски студии и се трудиме да го подигнеме квалитетот од сите аспекти. Новите закони кои што се во процес на донесување бараат да се зголемат тие критериуми. Јас сум сигурен дека ќе успееме да ги задоволиме критериумите и како универзитет да продолжиме со едуцирање на највисоко образованите кадри. Фала многу. Само извини. Да не се вземам со мене, многу станахте песни. Изволите, колеги. Извини. Може ли да ми презиме прво? Доктор Габриела Димова, специјалист радиолог. Од која област докторирате и што значи ова стекната титула за вас? Докторирав од областа на радиологијата. Мојата докторска дисертација беше насочена кон следење на онколошките пациенти во однос на нивните промени во црниот дроб, и тоа ги следевме на компјутерска томографија и на ултразвук. Мислам дека веќе гледам дека има огромна примена, бидејќи тоа се хронични пациенти кои бараат континуирано следење на секои 3 или 6 месеци, така да беше тоа како корисна оваа тема. Што апелирате до новите кои што ќе сакаат да докторираат, колку е тежок патот и но колку друга страна пак е... Патот е навистина тежок. Мислам дека секој треба да се насочи кон тема од областа во која што работи и да биде повеќе практично со цел за да може понатаму да го примени, да не биде секако дека секој докторат е статистичка обработка на податоци, но малку повеќе да се насочи на практичното, на тоа што може да го примени утре во секојдневната пракса. Фала многу. Извини само. Ајде. Така да имаме науката е основата решавање на сите проблеми.
Доктора, на која тема докториравте и што значи за вас ова стекната титул? Јас докторирав на тема периферна артеријска болест и третман на венски проширени вени и тоа е тема во областа на кардиоваскуларната медицина и представува огромно задоволство да станам доктор на науки во склоп на Универзитет Гоце Делчев, кој што е наш штипски, ќе го кажам, универзитет и завршувајќи со специализацијата на Универзитет Гоце Делчев, заедно со целиот тим од кардиолози кои што работиме во Штипската клиничка болница, заедно со Универзитетот Гоце Делчев, успеваме да помогнеме ние како практичари во едукацијата на студентите, а сега и со завршувањето на ова, ќе кажам, најголемо и најтешко поле во нашата научна пракса, докторирањето на одредена кардиоваскуларна тема, представува еден плюс чекор со кој што ние ќе го зголемиме и прошириме нашето научно-практично делување во областа на кардиоваскуларната медицина. Извини.